Сликање со тостови, сликање со сендвичи со мортадела, партиски активности секој ден. Вака изгледа секојдневието на премиерот по завршувањето на работниот ден, барем според она што можеме да го видиме на неговиот Facebook профил. Според познавачите од авион се гледа дека власта се подготвува за предвремени парламентарни избори, иако тврдат дека такво нешто немало да има. Извршниот директор на МЦМС, Сашо Клековски, за Алфа вели дека не би било ништо чудно ваквите активности лидерот на СДСМ да ги има ако државата не се наоѓала во кризата во која што се наоѓа, а за чие справување власта мора да се посвети многу повеќе од работните 8 часа дневно. Доколку не беше енергетската и економската криза, би можеле да предпоставиме дека новиот лидер на СДСМ сака да се запознае со партиската база и обиколува, и тоа би било редовна активност. Меѓутоа, земејќи во предвид дека се наоѓаме во голема криза и дека владата треба да издвои многу време за справување со таа криза, не гледам логика за фокусирање на партиски активности доколку тие не водат кон подготовка за предвремени избори во 2020 година. Според Клековски, предлог буџетот за 2023 година е доказ дека власта се спрема за брзи избори. Многу од парите во него, според директорот на МЦМС, се популистички, со цел привлекување гласови. Имаме еден инфлаторен и предизборен буџет, каде што се зголемени во огромни граници, условно да кажам, корупционните давања, зголемување на плати и пензии, огромно зголемување на договори на дело и сомнителни капитални инвестиции кои не се капитални инвестиции во видливи проекти како што се инфраструктура или енергетика. Дека партиите и од власт и од опозицијата се влезени во кампања смети аналитичарот Агим Јонус, но вели таа кампања трае секојдневно, прашува дали на партиите ќе им остане нешто ново да понудат кога ќе дојде онаа законска кампања. Они се во кампањата во перманентно уште од првиот ден после изборите кои веќе беа. Тоа е системот на Ал Гор што правеше во Америка. Првиот ден после изборите влегуваат во нова кампања. Кампањата е перманентно присутна на терен. Ме интересира што во кампањата која ќе биде регуларна за изборите ќе има да се представи како ново. Ништо. Ова е се дефокус од бедата во која што се наоѓа Македонија. Најновите шпекулации во политичките кулуари говорат дека предвремени парламентарни избори можно е да има во мај 2023 година. Постојат и сомнежи дека пред одржувањето на изборите власта по секоја цена ќе се обиде да ги протурки уставните измени со цел внесување на бугарите во уставот, па евентуалниот реален старт на преговорите со ЕУ да им донесе и некакво качување на рейтингот. Според дел од познавачите би бил очекуван потек власта што побрзо расака избори, бидејќи секој ден плюс чекање само ја влошува состојбата кај власта, па дури се шпекулира дека е можно СДСМ и да направи предизборна коалиција со цел социјалдемократите да дојдат до подобар резултат на изборите.